Почитувани, добар ден. Почнуваме со најновото издание на Црвена линија. Македонија се гуши од загаден воздух. Кој е загадувач, никој да утврди. Сметот на дивите депонии е огромен извор на загадување на почвата, но и на воздухот. Не се чистат редовно и кога ќе се запалат, представуваат голема опасност за населението. Диви депонии има насекаде, никнат како печурки, а градоначалниците си ја префрлаат топката еден на друг. Од Министерството за животна средина вела дека вршат постојани инспекцијски контроли и последните контроли во 11 општини затекнале со горување на отпад кај само едно правно лице и 4 физички лица. Денес ве прашуваме како настануваат дивите депонии. Кој ги прави дивите депонии според вас? Кој и зошто ги пали дивите депонии? И зошто надлежните во општините не реагираат на време? Ова се централните прашања за кои што секако очекуваме да ве има во огромен број, како и во секој издание на Црвена линија, со вртење на нашиот добро познат телефонски број 023070005, но секако не забораваме да ве подсетиме задолжително да не заследите и на Инстаграм. А што значи тоа? Дека ќе имате можност активно да учествувате во сите анкети кои што ги прави Црвена линија за своите следачи, а денеска и го поставуваме прашањето на Инстаграм стори: кој треба да ги чисти според вас дивите депонии? Имате, како што гледате, две опции за одговор. Една е општините каде се направени, или пак под Б Министерството за животна средина. Кликајте на вашиот одговор и секако ќе пресметаме во проценти и редовно ги соопштуваме. Меѓу другото и резултатите се разбира некаде на крајот на Црвена линија. Она што секако нема да изоставам да ве потсетам, ако не следите на социјалните медиуми, односно нашиот профил е Црвена линија не само на Инстаграм, туку и на Твитер, односно X платформата сега, како и на Фейсбук. Коментирајте и таму исподелувајте. Измеѓу јавувањата секако ќе читаме и дел од коментарите. Сето тоа може да се направи на Фейсбук профилот на Телма телевизија, каде што Црвена линија редовно ги објавува темите за кои што дискутираме со вас. Ако сте подготвени, можеме и да почнеме со вклучување на првиот гледач или можеби гледачка. Добар ден. Гледачка. Јас сум Машко. Добар ден. Па реков или гледач или гледачка. Не можам да знам пред да слушам. Гледач Машко. Така, вие сте Роме, кој што... Роме, да. Така, кажете ми, од Биџево. Од Биџево. Има ли диви депонии во Биџево? Кој ги прави според вас генерално во земјава? Дали инспекциите си го работат своето и зошто се палат дивите депонии? Кој ги пали постојано? Сами се криви луѓето. Тие фрлят отпад ке ќе најдат све. И тие го правят таа работа. А државата треба да имат за чистење, нали? Да поминат и да ивчистат. Зашто све што се јај се фрлат. А има ли диви депонии во Биџево? Ве молам. Да дишите, дојдете во Биџево. Овде е воздухот чист. Чист воздух имаме ние. Иве според вас, кој ги прави дивите депонии всушност? Па луѓето кои? Добро. А кој и зошто ги пали повторно луѓето? Пак луѓето не прават таа работа. Тогаш инспекциите си ја вршат ли добро работата? Не си ја вршат. Тие се виновни. За тоа што се случува, се виновни тие. А еве според вас, кој треба да ги чисти дивите депонии? Општините каде се направени или Министерството за животна средина? Општините. Општините. Да. И сега да ти кажа и друго. Кој ќе кажете прогноза на времето, да ја кажете и струга. Добро, благодарам многу. Знаеме дека оние особено кои што се од струга, сигурно има и причина зашто велат како струга нема друга. Но и нашата земја, секако она што изненадува е дека огромен број градови, дури оние кои што е незамисливо да имаат загаден воздух во минатото, сега веќе се на листата. Не е само главниот град. Ако веќе треба да зборуваме за постојаното никнување на диви депонии, тоа како печурки, тогаш според вас, еве прашуваме во Црвена линија,
Како настануваат според вас дивите депонии, кој ги прави дивите депонии, кој е всушност одговорен за ваквата појава и зошто и ги палат дивите депонии и зошто надлежните во општините не реагираат на време. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, од каде ни се јавувате? Поздрав, да. Тони Тонка е на телефон. Видите, јас сум инспектор во една скопска општина. Одлично, еве, кажете ни Значи, за... вака овде не можам да кажам одека до 17 секунди, ќе ми требаат минимум 700 секунди. Ве слушаме внимателно. Знаете што? Прв и единствен фактор е граѓанинот. Се е до неговата свест и совест, меѓутоа многу овие диви депонии, повто инспекција, ние сме фаќале неодговорни создавачи на диви депонии и се изрекувале глоби. Факт е дека инспектори многу малку има на цела територија на град Скопје. Меѓутоа имаме ние позитивни ефекти. Фаќаме сторители и соодветно на тоа им изрекуваме парични глоби. И предлагаме доколку станува посериозна опасност по здравјето на луѓето, може да одговараат и клинично. Ете така. Меѓутоа, тука мора да се истакне и фактот дека многу луѓе се неинформирани кај треба да фрлаат градежен шут, кај треба да фрлаат кабац материјал. Значи, малку треба да се работи на нивната едукација, на нивната информираност, како тоа они да го направат на еден по-безболен начин. Тоа е еден, како да кажем, еден голем фактор, тука не може да се каже за както време, меѓутоа факт е дека има голем број на диви депонии и инспекциите во рамките на своите надлежности делуваат. И апел до сите граѓани, доколку забележат некој како фрла, како гори, да ги информираат инспекторите. Секоја помош од нив за нас е добре дојдена. Ме разбирате? Да, благодарам многу, еве, драго ни е што се вклучивте во ова издание на Црвена линија. Така да, драги, можевте да слушнете и доколку нели се случи да забележите формирање на дива депонија, да ги контактирате и пријавите кај надлежните. Кога сме веќе кај појава на диви депонии, сега кога ќе ве потсетам, Facebook е местото каде што можете преку коментари, споделување секако да земете активно учество во Црвена линија. Имаме порака од господинот Дејан Ристовски, кој што напишал: Општина Аеродром креира цела депонија во Горно Лисиче на само 30 метри од нашите домови. Пративме мејл, се јавуваме во општината, но продолжуваат целиот отпад од трева, дрва, гранки да го депонираат на ова локација. Останатите го следат овој пример и фрлаат секако вид на отпад, стари кревети, душеци, буквално се. Секако драго ни е што еве Дејан и испрати клип, да видиме вака директно на клипот, ако кликнам како изгледа всушност депонијата. Ајде ќе ви покажам и низ фотографија, еве драго ни е што Дејан сподели со нас, односно со јавноста, преку фотографии секако информација, односно за каква дива депонија станува збор. Според вас, драги мои, секако ќе сакаме и низ ова издание на Црвена линија и да ни откриете дали вие сте очевидци на ново создадена или веќе старо постоечка дива депонија. Според вас, кој ги прави овие депонии? Зошто и кој ги пали депониите и зошто надлежните во општините не реагираат на време? Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас. Па кој ги прави? Само вилите не, во секој случај. Ние сме луѓето. Ние фрламе она што не ни треба, она што не знаеме што да правиме со то, стар мебел, то во градовите, по селата фрлат и некои други работи. Сега, кој ги пали? Пак ние. Ги палиме за да, кубајаки да ги нема, да не постојат, да ги на некој начин да не бидат депонии, да ги уништиме, меѓутоа се не гори. Некои работи горат, некои работи не горат, некои работи горат половично, некои скроз. Шутот на депоните од секаков вид, значи има и градежен, има и мебел, има разноразни работи, така да
со палењето не се уништува се, така да џабе, сето тоа е џабе. Уште полошо се прави, погрдо изгледа. Толку од мене. Благодарам многу за вашето учество во Црвена линија. Останете со нас. Секако продолжуваме и понатаму со вклучување на гледачи. Продолжете и со коментари. Секако информирајте Црвена линија, еве и за диви депонии за кои што сте вие самите сведоци од местото од каде што ни се јавувате. Неизоставно е да ве прашаме и во живо кој треба според вас да ги чисти дивите депонии, дали тоа се општините каде што се направени или пак Министерството за животна средина. Добар ден. Добар ден, Македонија, или добра вечер. Како е во Прилеп, господине Тале, кога зборуваме за диви депонии? Па за жал, со години, со децени, така има депонии околу градот. Јас многу се револтирам. Јас, кога го купивме нашето возие, кој нали така на 3 километри од градот, има таму едно кујчере, има и стариот газда, шишиња пивски, не знам ова, не знам она, куп цел беше така тука на собрано. Јас тие шишиња, значи, земја скоро закопани, така да речем, ги собрав во вречи и од надвор од градот, ги донесов во градот и ги фрлив во контејнер. А за жал многумина, наместо тоа што ги имат значи како отпад, да го остават до контејнерот или во контејнерот, трошат гориво, излегуваат од градот и прават депонии надвор од градот. И замисли, покрај главни патишта, каде секој странец лесно може да забележи депонија покрај главен пат. Барем да не биде некаде видливо покрај главен пат, да има такво нека чувство тие. Сега, како викаат, богатите држави и од отпадот прават пари. Ние сиромашни како држава, ама несвесен народ, наместо да правиме пари од тој нели отпад, да се рециклира пластика, стакло, нели хартија, се и се што, ние правиме диви депонии. После за тие диви депонии треба пари да се дадат големи од општините или нели Македонија, па да се соберат, да се фрлат некаде во депонија голема. Благодарам многу за учеството. Останете со нас. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Поздрав и до вас. Во Црвена линија сте. Благодарам. Поздрав и до тебе и до Телма телевизија. Да ти кажам најискрено, ова денеска бев на Бит пазар и враќајќи се таму негде позади 26 јули, некој објект бил во градба изгледа, ставени се темелите и прекината е за нешто градбата и замисли што видов каква гледка. На тоа темелите беше ставено каучи, фотељи, џубришта, таква една страшна депонија. Значи си ја направиле луѓето, нема кај да фрлат, ке си фрлиме тука на објектов. Па што ни е гале, нели? Толку неодговорно, толку несовесно кај нас, кај градежен факултет позади. Баш од општина центар имаше градоначалникот објавено. Значи, толку да, па нема место ти па гледаш дека нема континери. Зошто фрлаш толку кеси? Значи, зошто станавме такви луѓе? Значи, толку сум разочарана, можда и нема доволно континери. Ама тоа не значи дека треба да го фрламе ѓубре до секаде. На што личи она од Девармало, тука на Боемска улица, такво една смрдеа, такви едни кеси расфрлани, па кучиња ги испокинале. Тоа нешто чудо е. Луѓе ли бевме? Ние дали размислуваме, дали вака дома правиме, дали кога ќе отидеме надвор вака правиме или си го носиме ѓубрето. Па јас јадев една кифла, Тина, и таа хартијата што ми ја дадоа си ја донесов дома, не најдов значи јас корпа за отпадоци. Така да страшно нешто е, не знам. Благодарам многу за јавувањето, за вклучувањето и еве ќе покажеме што е објавено од страна на градоначалникот на општина Центар, господинот Герасимовски, кој што вели Центар се мобилизира за чистење на општината, што значи еве како е објавена ова акција. Центар не чека, Центар чисти. А кога сме веќе кај Центарот, еве какви наслови за кои што напоменавте вие како граѓани одекна вчера, односно контейнери како депонии во Скопски Центар. Неминовно е дека и околу контейнерите навистина се собира отпад кој што наликува на
вистинска депонија. Но ние сега зборуваме и за дивите депонии, така да еве според вас кој ги прави овие диви депонии, кој ги и зошто ги пали овие диви депонии и зошто надлежните во општината не реагираат на време? Добар ден. Ало? Добар ден. Добар ден. Од каде ни се јавувате? Од Провиштип. Како е состојбата со диви депонии во Провиштип? Слушај сега да ти кажам. Слушај ме да ти кажам. Ве слушаме, продолжете. Враќам се со другарче од Добрево према Провиштип. Доваѓа човек со возило, со пригулка, со шут, да го фрле кај другар ми у негово имање. А човекот работе у Германија од нашто мало. Остановија му вика, што бе ти работе, што е ово? Поблиску му е депонијата што е у градот, што се носи смето, он го носи у природата. Дали пријавивте еве на надлежните дека во отсуство на собственикот во неговиот двор се истура отпад? Не у двор, во природа. Добро, неговата нива, предпоставам, но дали пријавивте? Во природа, случајме близко до патот. Така, пријавено ли е ова? Другарчето го стека комшиите, тенца комшии близко. Чекај бе, слушајме, он вика, ја у Германија работ. Така ли себе ти понашаш по Германија, бе, море? Благодарам многу, колку што сега од последново разбравме, најверојатно човекот кој што работи во Германија го прави тоа, па гледачот ете како соседи поставиле прашање дали тоа се прави во Германија. Како и да е, сега кој ве слушнавме и во почетокот на Црвена линија, имавме човек кој што се јави, кој што токму е задолжен за инспекцијска контрола и апелираше да се вршат пријави. Па еве според вас зошто и надлежните во општините не реагираат на време? Според вас кој треба да ги чисти овие диви депонии? Дали се тоа општините каде што се направени или пак Министерството за животна средина? И според вас кој ги создава овие диви депонии? Зошто ги палат и зошто воопшто и ги креираат? Добар ден. Здраво. Здраво, поздрав до вас. Јас вака мислам. Ова некоја виша сила мора да е. Нешто надприродно ги формира овие депонии и питомите депонии и дивите депонии. А и палењето за таа виша сила ги пали, затоа што ние луѓето не сме ни намалку виновни за ова, па некои виши сили нешто, така, како што идеше заев странски служби, некои грујетски ствари. Не сам смешни работи у вези ѓубрево, значи ѓубрево ние го правиме, значи од нас е, само што ќе купиш производ од продавница од било каде, тоа е потенцијално ѓубре во иднина. Значи ѓубрето е од нас. Сега што ние не сакаме ѓубрето си го гледаме овдека у двор како се калапи од ден на ден. Тоа е друга работа и го фрламе као преку ѓубретара, ама ѓубретарава интересна работа те уцене не смеело пластично шише да фрлиш внутра, не смеело шума што ти паѓала од десеноска лисјата не смело да ги фрлиш. Па ја, кај да го фрлам тоа? Зашто плаќам ја тие такси таму за ѓубретарина? За лепе очи или за некој полудив човек да ми каже дека ја не смеам ова, не смеам она, не смеам што смеам? Затоа се прават тие диви депонии. Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Ги имаме и првите коментари на Facebook. Сега ќе ви покажам како изгледаме таму, заследете не. Секогаш низ фотографија ќе подсетам или некаква графика, Црвена линија ги објавува темите за своите следачи на Facebook и
како и на Инстаграм, прашањето е како настануваат, се однесува на дивите депонии, кој зошто ги пали дивите депонии. Целиот Алексов напишал: во Велес диви депонии насекаде, градот е ужас. Десанка Симовска напишала: инспекторите немаат право да казнуваат затоа што нема обезбедено услови за нормално депонирање отпад. Благодарам многу за учеството преку коментари, односно преку Facebook. Продолжете и понатаму останатите, ќе читаме коментари меѓу вклучувањата гледачи. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, во црвена линија сте. Благодарам. Значи, темата депонии. Прво, кој ги создава, па се разбира луѓето, а зошто ги создава? Затоа што нема контрола, нема казни. Во главно, во принцип се тие проблеми на општинско ниво. Значи, таму треба да има инспектори, треба да има контрола, да не се корумпирани и штом види депонија треба да казнува. А вие ако пријавите, че спаднете дека вие сте виновен, а не тој што депонира. Пазте го на. Немаме ред и поредок во државата. И ова го сматрам како проблем од општото загадување на човечката околина. Депониите се најмалиот проблем, да ви кажам. Тие се ексцесни, инцидентни. А што правиме со урбанизацијата, со возилата, со објектите кои што горат уште нафта и мазут и ѓубре во своите огништа и печки таму. Воопшто проблемот на контрола на загадувањето на човечката околина е промашен како и многу други работи. Мора да има контрола и казни. Гледате, тој не смее да влезе и го истепале таму тој инспектор. Ве молам. Па кај смее во тоа во организирана држава? Тоа мора законски да се регулира и да стои државата, односно власта зад него. Не смее некој да малтретира инспектор, ве молам. Благодарам многу. Еве една интересна информација, односно објавена на последниот ден од изминатата 2024 година, но тоа секако не е многу далеку, со оглед на тоа што денеска сме веќе 28 јануари во новата 2025 година. Комунална хигиена Скопје тогаш на 31 декември 2024 година подигна 1200 кубни метри отпад од диви депонии и тоа во текот на месецот декември. А веќе всушност во вчерашниот ден околу повторно 50 кубни метри отпад од диви депонии се исчистени во општините Чаир и Карпош. Како да постојано се произведува енормна количина на отпад, која што како и во градските средини и близу контейнерите на локации кои што се несоодветни за огромна количина отпад, еве се формираат диви депонии. Кој ги прави дивите депонии? Кој е задолжен всушност и да ги чисти? Дали треба можеби да има и повеќе инспекцијски увети? Зошто еве според вас надлежните во општините не реагираат на време? Добар ден. Добар ден, убав ден. Па еве во Охрид како е во однос на диви депонии? Исто како и секаде, меѓутоа ќе го кажам моето размислување. Прво, депониите ние ги правиме и не треба никој да ги собира, да ни дојдат до пред вратата на нашиот стан и тогаш да прескокаме, да не можеме да излеземе или да влеземе во собствениот дом. Да се опаметиме дека ние не треба да ги ствараме тие депонии. Најбитното во сето тоа е, треба да се најде концесионер кој ќе го преработува ѓубрето и тоа ќе има недостаток на ѓубре да може да работат тие фабрики. Значи дури ќе има потреба и увоз од некаде да се вози, значи да можат тие фабрики да работат и да обстојуваат. Сега ќе кажеме една прикада каде што во некое царство многу вако стварале депонии, не почитувале ред, дисциплина. Царот што прави? Закол 10-15 кози во едно мало, ги закачил на колци и рекол не смее никој да ги врне. И седат по старт се смееле сите, но кога почеле да смрдат козите, значи почеле да одат да кај царот да го молат, не, вие правите депони, сега трпете оваа смрдеа. Значи треба некој нас да не опамети, значи да не го донесе ѓубрето пред врата, значи и да ние не го фрламе тамо кај нешто. А
комуналното предпријатие или општините на тоа, значи, треба да набават доволно садови, доволно контейнери, да не оставаат луѓето покрај контейнер, се да биде метнато во контейнерот, дури и да се закасни со подигање, да нема никакви последици од сето тоа. А вчера објавена веста дека комунална хигиена подигна 50 кубни метри отпад од диви депони. Низ фотографии, нели сликите никогаш се за мене изелја зборови, еве како изгледаат, се разбира, низ градската средина формирани диви депони. Иако постојат контейнери кои што се целно наменети, ако може да покажеме за гледачите, ќе ве замолам, иако контейнерите се наменети нели за фрлање отпад, дури самите контейнери веќе наликуваат на отпад. Еве како изгледаат тие формирани нели диви депони, кои што навистина ги има низ многу локации, барем во главниот град, а верувам и по тоа што ни кажуваат и гледачите и оние кои што коментираат, дека навистина насекаде низ земјава имаме диви депони. Но не само што се креираат дивите депони, туку тие и се палат. Зошто и кој ги пали дивите депони? Кои се тие всушност што ги креираат дивите депони и според вас зошто надлежните во општините не реагираат на време? Добар ден. Добар ден и убав ден ако сум јас. Секако вие сте, повелете. Па значи, јас ќе кажам прво дека овие контейнери веќе внесев контейнери да бидат како употребени, зашто се мали. Сега јас ќе кажам на Теодоси Гологанов, на улица Лондонска имате огромни контейнери со капаци пластични, значи овие контейнери мали ве треба веќе да се исфрлат. Ја гледам кај мене ставени тука еден куп згради, кај ќе собераат тие контейнери? Значи не може тие контейнери, еве кажувам каде што има и како има и фино затворени, овако и многу се големи, значи колку 2 или 3 од овие да речеме. Така да прво тоа треба да се направи. Сега кој го пали и овие диви депони, значи ја не знам тука што прати инспекторите. Многу луѓе кажуваат да не се повторувам, меѓутоа треба да си ја гледат работата и да си ја вршат инспекцијата како што треба. Затоа што еве сега видовме во Шуто Оризеве на приватен имот си направил депонија си се собирал ѓубрев. Чекајте луѓе, што е ова? Ја не можам да сватам луѓе, осе сите да ја у дворов дека дојдете кај мене сите фалате ѓубре. Значи не можам, јас од Карпушеве, јас сум задоволна, значи не можам да се пошалам и меѓутоа еве ги гледам другите контейнери надаму и како е што е. Значи кој ги пали и кој ги ствара? Значи кој ги ствара? Па ѓубре се носи изгледа од дека и од другите градови. Не можам да сватам волку ѓубре да има во Скопје. Така да тие што ги палат, па треба некој да има некој инспекција да ги фатат. Чекајте, па тоа е обид за убиство да запалиш ѓубре да се гуши народот. Благодарам многу за учеството во Црвена линија. Факт е дека ќе посетиме денеска, одлучивме да зборуваме за оваа тема со вас, со оглед на тоа што сме сите изложени на реперкусиите од константно изложување на загаден воздух. И не случајно велат дека дивите депонии, всушност отворените диви депонии им кумуваат на респираторните болести, нели кога ќе се вклучи и загадениот воздух на кој што сме континуирано изложени. Па еве, кој според вас ги формира овие председиви депонии? Зошто и кој ги пали истите и дали сметате дека надлежните во општините реагираат на време? Добар ден. Добар ден. Ве поздравуваме. Од каде ни се јавувате прво? Ви се јавувам од општина Центар, живеам на Водно, а до пред 2 години во општина Карпуш. Ете така, еве, Скопје има што да се каже. По моје размислување, јас сум 70 годишен човек. Значи, по моје размислување, прво, комуналната хигиена треба да се ја врши на време работата. Да и се достави на луѓето доволно континери и по урбаните места, по населите и во градовите повише да се стават континери. И ако ѓубрето се собира на време, ќе не може да се прават диви депонии. Тие надвор од градот што се прават диви депонии, тие се луѓе што градат или нешто ограда сечат ова се, пошто нема кај да ги прваат у канти. Порано имаше возива во општина Карпуш, организира и најавува тој ден, најавете, првете го ѓубрето пред градот, савете го ќе помине камионче ќе земе, али прво да се најави. Сега тоа се изуви го нема. А зашто тоа го нема, тоа секоја општина треба да го направи.
Ако некој, сега јас реновирам станот, ѓубрето ќе оставам пред зграда, али ќе се најавам општина и од општината да пуштат ѓубрето да земат. Кај ќе го носат, например, стар човек, немам ни кола, немам ништо, кај да одат и кај да одат да го фрлам. Значи, пак е системот не е у реду, треба системот да се среди за тоа. Благодарам многу. Благодарам многу за учеството и вашите 90 секунди кои што еве ги употребивте за да споделите со гледачите каде го гледате проблемот и воедно и решението во однос на темата за која што зборуваме. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав и до вас. Благодарам. Потполно се слагам со претходниот гледач. За све е крива власта, која била. Она ги ствара депониите. Например, еве, сега ќе ви кажам, што не го снимате никој пат, ни една телевизија не го дават. Што со само придоме се направи езерото, кај матка, што се иселија при Колки. Одете, снимајте какво е. Кој го направи тоа? Власта, градоначалникот ними. Ето, типичен пример дека власта прави. У парк, у центар, у паркот, што нема корпилист, кршени корпилист, кршени ветиња, нема кај да отидеш у парк. Кој го прави? Власта исто го прави. За све е крива власта. Системот, кој што кажа претходниот гледач. Например, ако се види тој што крши, казни го драстично, а не се пушта од партиски штабови, например, да се крши у парк. И тоа сум го видел. Од штабови, од локални штабови се пуштаат и, например, у Македонски Брод, Преспа, кај што идат најчесто, да видите колку е фрлен. Све има фрлен. Низ планините, до асфалт, душеци, стари шпорети. Тоа не знам, у која држава. Знаеш еден од Белгија што ми викаше? Вика, кој ве прави вика толку нечисти? Ја му викам исто, власта. Благодарам многу за вклучувањето и секако за тоа што ги споделивте вашите мислења со гледачите. Според официјалните податоци, на територијата на град Скопје се евидентирани преку 120 диви ѓубришта. Согласно со достапните податоци, во текот на 2023 година биле отстранети околу 11.000 кубици отпад од диви депонии во Скопје. Од друга страна, нејасно е каде завршуваат тони и тони опасен отпад од рудниците и огромните количини медицински отпад. Сето тоа негативно се одразува на здравјето на луѓето, особено на жителите околу депониите. Според податоците од Институтот за јавно здравје, во периодот од 2020 година до 2024 година, само во општина Студеничани, на чија територија се наоѓа Дрисла, биле третирани 4165 болни со респираторни проблеми, 3131 со болести на циркулаторниот систем и 2153 пациенти со ендокринолошки, нутритивни и со метаболични болести. Во пораст и бројот на повреди и труења предизвикани од надворешни причини, душевни раствојства, меѓу другото неоплазми. Како настануваат според вас дивите депонии, кој ги создава, кој ги пали и дали ви се чини дека надлежните во општините реагираат на време? Добар ден. Дали сум јас? Да, повелете, ве слушам. Така. Видите вака, ја што се однесува до ова работа, сакам да кажам преди се, да спомнам, пошто се јавувам од општина Пробиштип, постоеше еден проект да се направи една, како се вика, една главна депонија во истокот, па не знам, 4 општини мислам дека беа во прашање, едната беше нашата Пробиштипска општина, меѓутоа не знам до кај стаса тој проект, нема го. И сега вака ќе скренам другачија ситуацијата. Дали ние како граѓани покрај овие контейнери кај што се фрла све треба да имаме место кај што се остава стакло, пластика, метал или било што, некој друг материјал. А баш ќе прашам
што се однесува до електронскиот отпад. Каде да го ставим електронскиот отпад? Еве ја пошто работам со некои, да не кажам, електрични апаратури и било што телевизори и такви работи, има мала поголема количина, многу често ќе морам овие луѓето од јавното комунално претпријатие Никола Карев да ги замолам да дојдат со свое возило и да го носат. Да, кај да го носат? Едно време, не знам, слушам вака по ваши медиуми или некои други медиуми, дека тоа се врши некоја рециклажа, а каде се врши и што е како, па ме лично интересира. Со овие јавните комунални инспектори сум имал прилика почесто да дојдам во контакт, тие ми кажувате вакате, онакате, дрн јарина, на крајот држ се маро за опашката. Да си кажеме отворено, не сме ние виновни, него тоа треба секој да го регулира од општините, да ги постават, да не кажам што, места каде што таа работа, па после нека е и една друга работа. Погледнете, има една многу убава репортажа, тоа може и на Facebook да видите како во Виена, во Беч се рециклираат работите и што. Така, благодарам многу пред се за тоа што еве споделивте како гледате на темата во однос на тоа што зборуваме денес. Подсетување за останатите 90 секунди е правилото, време траењето на едно јавување, така да еве и гледачот доколку сака да надополни нешто, слободно завртете го повторно нашиот број за нови 90 секунди. Инаку проценките на националниот план за управување со отпадот покажуваат дека на територијата на Република Македонија има една стандардна, 53 нестандардни и над 2000 диви депонии. Кој ги создава овие диви депонии? Црвена линија прашува, кој зошто ги пали и дали општините, односно надлежните во општините реагираат на време. Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас во Црвена линија сте. Почитување, би сакал вака. Првин да кажам дека диви депонии имаше и понапред, се имаше понапред. Со тоа што ова што се случува сега е вонредна ситуација која што е малку многу луѓето не зачудува. Затоа што ова, ајде Скопје, но да биде во Гостивар исто проблем, да биде Тетово проблем, да биде Струга проблем, Охрид проблем, да биде источниот дел кај што нема индустријски капацитети, нешто друго се крие. Жално е што некој сака буквално магла да фрла во очи и да продава, односно магла и прашина во очи. Нешто се случува кој што се надевам дека некој ќе се охрабри и ќе каже оваа работа. Да ја поздравам директорката на директоратот за заштита на животната средина Ана Петровска, која се обиде нешто да направи, во кочани проблеми направи, а на крајот ја сменија. Така да тука се некои бизнис интереси кои што мора некој да ги направи, и затоа што ова што се случува е опасно за сите нас. И за тие што земаат пари и кој знае какви све договори склучиле, нивните деца, животот не застанува со нивните деца кои заминале, а внуците од неговиот брат, внучињата од сестрата, сите не заминале во странство. Благодарам многу за одговорите во Црвена линија. Топло препорачуваме да останете со нас. Време е да прочитаме и нови коментари. Еве малку ќе рефрешираме да видиме, бидејќи постојано ни ли пристигаат, па еве го и коментарот на господинот Јордан Билич Трајчев, кој што напишал: депонии имало и ќе има, и тоа е. А зошто има депонии еве пред се во нашата земја? Кој ги прави според вас овие диви депонии? Кој зошто ги пали овие диви депонии и дали надлежните, повторувам, еве реагираат на време кога станува збор за детектирање и елиминација на истите? Добар ден. Добар ден и поздрав. Голем поздрав и до вас, во Црвена линија сте. Ало, дали се слушаме? Одлично, во Црвена линија сте, повелете. Абе, видите како настануваат дивите депонии. Па тие диви депонии настануваат како резултат на неспособноста на системот од државата. И дури и спонтано настануваат. А зашто се јавува спонтаноста? А никој не ги насочил луѓето како реагира, толку е умот кај луѓето. Кој зашто ги пали дивите депонии? Дивите депонии ги палат тие што не ги создаваат депониите. Тие што не прават ѓубре,
тоа се најголем број ромите и што направат. Се стојат некако за живот и околу депониите бара таму метали, ги горат, ги палат, значи најмалку се ви... Тие ромите не ги создаваат депониите. Зошто надлежните во општините не реагираат на време? А не се способни, толку им е умот. Толку им е умот, таков е системот. И ние вака ќе си живееме уште 100 години, додека може би не влезиме во Европа, а наши експлоататори тука параат некакви европски вредности за да се ова намали. Ало? Ви слушаме, продолжете си. За да се намали, ова да се отстрани пусто, како се викаше, ветото, а овие овде дома имаме 300 вета. Благодарам и пријатно. Големо благодарам и вам за вашите одговори. Ни пристигна порака и од господинот Љупчо Кирковски, кој што напише: во врска со темата има едноставно решение. Градот Скопје или кој е надлежен од инспекцијата да се воведе еден дежурен телефон каде секој граѓанин ќе може да праќа снимки од мобилниот телефон за секој што фрла ѓубре, а истата снимка да може да се користи и како доказ на суд, а исто така и да важи за кражба на дрва. Поздрав, Љупчо. Благодарам многу, господине Љупчо, за вашето учество преку и вакви идејни решенија. Добар ден. Добро вечер. Добро вечер, веќе секако. Добре ни дојдовте во црвена линија. Повелете. Здравје да имаш. Благодарам. Сакам сега лично прво вас да ви кажам за нешто што не све исправни. Како водителка лауда ти е, прва лига си, поготово на тркалото. Многу весело кажуваш и одличен говор имаш сега. Само едно ти фали. Му одземаш на луѓето секунди. Сега нешто ќе прашаш и ќе одземеш 15-20 секунди. Горе тоа. Ама тие нека бида фазла, а не од моите секунди да се служиш ти. Така не е убаво, ај кажи дали е убаво или не е убаво. Додај тоа секунди, горе че. За депоните сега. Опрости ако те навредим со ова. За депоните. Тие што го прават тоа, сио хаос што го прават, тие се големи токмаци за сите пари абдали. Нема 2 грама мозок тие тоа што го прават. Прво, своите деца и труја, што ги палат. А за проблеми депониите тоа може да се среди онда. Некој 2-3 казни, 5 казни, затворска казна 2-3 години на некој кој ќе слуши, другиот мора жепче си носи книжката, че ја фрали од километар, че ја носи, или дома че си ја носи. Многу табијат има луѓето различити. Фала и пак извини за ова што ти кажувам за... Не ви замерувам, верувам дека и постојано гледачите бараат и повеќе секундите да траат, но време траењето на црвена линија е толкаво да 90 секунди се предвидени за едно јавување, за да ви имаме повеќе и секако да се добијат повеќе агли, односно од повеќе гледачи. Инаку некогаш мора да подпрашувам со цел да ве вратам на темата, бидејќи има гледачи кои што навистина секундите ги губат за зборуваат за нешто за што не зборуваме денес. А многу сакаме, токму како денес, да слушнеме од вас кој ги креира овие диви депонии, кој зошто ги пали, дали сметате дека општините реагираат на време на ваквиот проблем. Добар ден. И јас ке мора да укажам да се намали тонот на телевизорот. Ве молам, намалете го целосно. Ало? Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Емисијата ви е многу добра. Благодарам. Неколку зборови сакам само да ви кажам дека
Македонија е депонија. Проблемот е во власта, во државата. А палењето на депониите, тоа е од физички лица. Само едно прашање, каде ги фрлат во Македонија комуналните предпријатија своите отпади? Интересно. Секоја општина треба да се има депонија, а депониите во Македонија нема регистрирано, ако има 82 општини во Македонија, да има само 2 до 3, а нека се и 5 регистрирани депонии. Тоа е најголемиот проблем во Македонија. Тоа може да се провере со одредени податоци, сигурни податоци, може да проверите и во друга емисија да дадете податоци колку регистрирани депонии има во Македонија. Има депонии за комунален отпад, 90 секунди се предвидени. Благодарам за вашето учество и секако за вашите одговори. Времето наложува да ги соопштиме резултатите од денешната Инстаграм анкета. Црвена линија го постави следното прашање до своите следачи на Инстаграм, односно кој треба да ги чисти дивите депонии. Постојат две опции за одговор. Па еве, под А, општините каде се направени, значи Инстаграмџи одговорија дека општините каде што се направени треба да ги чистат дивите депонии. 78% сметаа дека токму тие треба да го направат тоа, а под Б, за одговорот под Б, Министерството за животна средина 22%. Сега малку ќе погледнеме реклами, како што е редот за црвена линија, потоа се гледаме повторно ние во студио. Секако ќе ви се заблагодарам на сите вас, не само кои што не следевте, туку и сите вие кои што ја создадавте и оваа црвена линија. Верувам дека се помалку ќе имаме било какви депонии, особено не диви. Кога сме веќе на теренот, моите соседи секако се совесни граѓани, денеска личат дека ќе одат во инспекција, така се построени, па додека би биле инспектори за диви депонии, дали би биле строги, да прашам? Секогаш. Јас додека бевме во Утринска, ги снимав често, сликав, снимав, кажував, опоменував, но да ти кажам... Џабе везеш. Џабе. Кој си има навиката и си знае ѓубрето каде да го фрла, си ја фрла. Кој не му чуе, што викаме народски, истото ќе го прави, така да нема опоравување, верувај. Казни помагаат ли? Тоа ќе помогне. Ударот по джемот секогаш помага. Така што верувам дека може да се изнајде некој таков начин каде што нели преку казна и преку финансиски средства ќе се запрат овие диви депонии кои што многу ги има, да. А јас ќе кажам што помага многу на душата, тоа е да е убаво, да е среќна и распејана. Затоа имам јас супер комши. Комшике, време да одмориш. Комшике, одмара и уживај.